Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Скопје е небезбеден град, а секоја вечер родителите се исплашени како ќе се вратат нивните синови и ќерки. Убијците кои извадија автоматско оружје и пукаа, токму на ова фреквентно место се шетаат слободни. Слободен се уште се шета и убиецот кој пред 10 месеци ладнокрвно на сред улица го ликвидираше младиот фудбалер Мартин Јанушев. Помина цела недела, а јавноста нема информации ни каде се убијците, ни кои се, ниту зошто го сторија бруталното убиство. МВР е целосно инертно. МВР под раководство на Оливер Спасовски наместо за граѓаните работи за криминалците. Пред точно една недела, овде среде Скопје на улица Рузвелтова, су испукани над 25 куршуми од калашников од возило во движење, две лица беа брутално убиени. Самиот факт што некој се осудил во сред град на фреквентна локација да пука, покажува дека безбедносната состојба во државата ни е сведена на нула. Вистинска среќа е што нема и други жртви, случајни минувачи, бидејќи, како што гледате, се работи за едно место каде постојано се движат млади луѓе. Почитувани, улиците ни се претворени во боишта. Грабежи, тепачки и убиства станаа наше секојдневие. Никој не се чувствува сигурен повеќе во улиците на Скопје. ВМРО ДПМН предупредуваше дека е нарушена безбедност, а Оливер Спасовски го злоупотребуваше МВР за да ја лаже јавноста преку соопштенија дека тоа било само во главите на опозицијата. Ги лажеше граѓаните, а сега неговите лаги се плаќаат со човечки животи. Превенција не постои. МВР нема никакви оперативни информации. Сите знаат за криминалот низ градот, а Спасовски спие. Зошто дозволи Спасовски мафијата да стане толку силна и да се чувствува моќно да вади оружје и да пука на најфреквентни улици? Наместо Република Македонија да оди напред, неспособното и корумпирано раководство на МВР не враќа назад цели 30 години. Време кога во Белград, Србија царуваа клановите, а луѓето се плашеа да излезат на улици. Ова што го живееме не се европски стандарди, ова се мафијашки стандарди. За ова мора и ќе има одговорност. Не може луѓе да се убиваат по улици, а никој да не сноси одговорност за тоа. Спасовски мора да сноси одговорност, но и да одговори дали жртвите се блиски до еден член и активист на Социјалдемократскиот сојуз кој напаѓаше опозицијски политичари, а дали за целиот случај има инволвираност и на лица од државната безбедност. Оливер Спасовски, збогум, дадете си оставка додека не е предоцна. Македонија ќе победи. Ви благодарам.